duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, no prima me, duhot na Otecov, zna da znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tako to naš nebesen, koji Gospod znal umot Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti stoga, pobili me duhota, Otecov naš, Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji po mene, što oko to ne videlo, što uho kolena, bo molitva pokajnička, prosti mi, se odkažav od grevot smrten, tatko moj nebesen, tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe, tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Целата суштина е дека ние имаме татко на небесата. Знаете, зато е тој стих кој вели: не сите што велат Господи, 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 ќе влезат во Царството Божјо. Значи, ние зборуваме за деца на небесен татко. Да го осознаеш што е, да го вратиш што е изгубено од нас. Татко, еве сум пред тебе. Покажи ми што треба да направам. И сега доаѓаме до моментот чија е црквата, чија е заедницата. Знаете, има многу луѓе доаѓаат по молитва, се молиме и се враќаат на стариот начин. Се враќаат во телесните заедници. Таму не ги тераат да се променат, не ги тераат ништо да направат, знаете. А ние зборуваме за заменување христијанство кое подразбира да го оставиш стариот човек. Да се родиш во дух, но мораш претходно да го умреш стариот телесен паднат ти човек, тоа што сакаш ти, тоа што си го замислил ти, и да научиш да живееш по неговата волја, по Божијата волја. Зборува и денеска низ мене: татко мој, нека твојот дух ги допре сите оние кои ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, отвори ми го умот, да го разберам ова слово, да разберам што треба да направам, како да се променам, како да останам, како да победам во љубовта. Еве врне снег, минус 5-6 степени во Маврово. Храбри Христови пратеници, храбри. Затоа сега, кога како израз на Божијата милост ја добивме оваа служба. Види, милоста во судот се пофалува. Кој нема милост и во судот ќе нема милост за него. Милост сакам, вели Исус. Значи, ние не се обесхрабруваме било што да доаѓа. Јас знам дека мојот татко е семокниот Бог, Исус е мојот Господ и Спасител. Се откажавме од сите подмолни и срамни работи. Старото не сакам. Не сакам да бидам скаран, неизмерен со секој. Ќе претрпам штета ако треба. Ќе се избирам, ќе го благословувам. Не се служиме со итрини и не го извртуваме Божиот збор, зашто не го зборувам јас, туку Духот на Исус зборува низ мене. Туку јасно пред Бог му ја откриваме вистината на секој човек. Му ја откриваме вистината на секој човек, оставајки му ја одлуката на неговата совест. Значи, тој самиот ќе донесе одлука. Самиот ќе донесеш одлука. Јас ти кажувам, немој така, ти одиш таму. Имам една интересна сестра, пак ќе речам. Се молевме, беше во депресија и сега му вика: не сум јас овде, си се враќам. Каде се враќаш? Се враќаш во заедница во која и не си,
која е непостоечка и е телесна. Не знаеш која е глава на заедницата. Не те караат ако правиш разни сатански работи, ако хулиш на Бог, ако некој погреши против Светиот Дух, пазете го тој стих, нема да му биде простено. Си дошла, знаеш за Исус, се враќаш на старото. Ние велиме немој она не. Видите тоа, значи ние секому му ја откриваме вистината на секој човек. Второ писмо на Коринтијаните, апостол Павле, 4 глава, 1 и 2 стих. Му ја откриваме вистината на секој човек, оставајќи му ја одлуката на неговата совест, он самиот ќе донесе одлука. Ако радосната вест што ние ја проповедавме е сокриена од некого, не ја разбира. Со очи ќе гледате, со уши ќе слушате, нема да видите, нема да разберете. Тој се определил за пропаст. Пропаст, неговиот избор е тоа. Но на таквите сатаната, богот на овој зол свет. Сатаната е Господ, Бог на овој свет. Им го заслепил разумот и тие не можат да го видат прекрасниот сјај на радосната вест што ни доаѓа од преславниот Христос. Значи, сатаната им го заслепил разумот и тој не може да разбере. Те молам да им го отвориш разумот на сите оние, фатете се за глава. Исусе, отвори ми го умот да го разбирам Словото. Да го видат прекрасниот сјај на радосната вест што ни доаѓа од преславниот Христос, кој како слика точно го одразува самиот Бог, кого никој не го видел и живее во непристапна светлина. Исус е видлив. Дува. Слава ти, Исусе, те љубиме. Исусе, на помош. Ние не се истакнуваме самите себе си. Проповедаме дека Христос е Господ. Ние сме на услуга заради Исус, зашто Бог рече нека се појави светло во темнината. И рече Бог нека биде светлина и би светлина и виде Господ дека светлината е добра. Тој ги просветли и нашите срца. Тој ги просветли и твоето и моето срце, ако му дозволиш, за да согледаме дека неговата слава, славата негова се одразува во ликот на Исус Христос, не во други ликови. Зошто славите други ликови, денови, месеци, години, луѓе, жени, деца, старци? Но ова скапоцено богатство го носиме, ова вез во обични земјани садови, односно во нашите смртни тела. Тој вели имаме садови за почесна употреба и садови за обична. Знаете, јас сум само сад, и ако духот не зборува, вие нема да го слушате. Ако ви е заспан духот, сте избрале да одите во пропаст. Така на сите им е јасно дека оваа величенствена сила доаѓа од Отецот, а не од нас. Од сите страни сме притиснати, но не сме поразени. Понекогаш сме збунети, но не сме без надеж. Прогонувани сме, но Бог не остави. Имам татко на небесата. Не соборуваат наземи, но не сме уништени. Преку страдањата на овие наши тела, ние постојано учествуваме во смртните страдања на Исус, за да се види неговиот живот во нашите тела. Животот што тој го дава, радоста, љубовта, мирот, здравјето во Исус. Само треба да исчекориш, да имаш верба, да не трчаш по луѓе, да не правиш идолопоклонство на било што. Како што денеска се обидуваат да ви го вметнат жигот на зверот преку вакцините и чиповите. Живееме под постојани закани дека ќе не убијат поради тоа што го проповедаме за Исус. Се уште не е дојдено тоа, но полека иде, за да може Исусовиот живот да се пресликува во нашите смртни тела и така да се преслика, да живееш како Исус, да постапуваш како Исус. Тоа е образецот. Да го завртиш другиот образ, да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никого да не осудиш. И така, бидете во мир со сите. И така, додека смртта си ја покажува својата сила против нас, вечниот живот ја покажува силата на Исус во секого од вас кој ќе ги отвори срцата. Имаме ние луѓе. Дојдо, исчекори и веднаш има напредок.
Имаме луѓе седиме, само се молиме. Се капат од калта и се враќаат после во калта. Тоа е свињата што се враќа во калта и затоа демоните не си заминуваат. Тие што имаат вера исчекоруваат и потоа одат понатаму, оди и не греши повеќе. Ние ќе продолжиме да проповедаме, бидејќи ние имаме истата вера. Колку си напало зрно, кој псалмистот кој рекол верував во Бог и затоа зборував, поверува и затоа зборува, знаеме дека истиот оној Бог, Татко, кој го воскресна Господ Исус Христос од мртвите и нас ќе не воскресне. Потоа и нас, и вас, и сите, заедно со Исус ќе не доведе кај себе. Тоа е поентата, да не доведе кај себе. Да дојдеме назад во Царството Божјо, во духовната природа. Ние сме овде сега заробени во тело. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава Ти, Исусе. Се во ова е за ваша полза, така се повеќе и повеќе луѓе ќе дознаваат дека Бог дарежливо им е благонаклонет и ќе му искажуваат благодарност за се, а Бог се повеќе ќе се прославува. Татко, Татко небесен, треба да се прославува, не да славите било што, било кого. Ете, тоа е целата суштина. Затоа ние не се обесхрабруваме, иако нашите тела постепено пропаѓаат. Духот во нас секојдневно се обновува. Јас велам, Христов војник не старее. Тие во староста се плодни и помазани. Старецот умира како момче. Овие мали и привремени тешкоти низ кои минуваме ќе ни донесат неизмерна слава. Мали и привремени тешкоти и поминуваш. Било што да ти се случува. Ќе ни донесат неизмерна слава што ќе трае вечно, кога ќе бидеме во еден дух со Него, во Божјото царство. Затоа ние не се сосредоточуваме на она што сега се гледа, туку на придобивките што допрвин ќе се видат. Зашто се што е сега видливо е привремено. Ова на овој свет, видите, врне снег. А тоа што еден ден ќе го видиме е вечно, ја измокри Библијата. Знаеме дека 5 глава, 2 писмо Коринтијаните, апостол Павле, дојди во Македонија и помогни ми. Знаеме дека кога ќе пропадне овој шатор во кој сега живееме, односно нашето овоземно тело, не очекува на небото вечни домови направени од Бог, а не од човечка рака. Уладно. Луѓето се врзани за земјата. Затоа тој вели, барајте го најнапред Царството Божјо. Да бараш да се вратиш горе на небесата. И се ќе ви се придодаде. Тие се бараат овде, се врзуваат за земјата. Во нашите сегашни тела овкаме, копнееме по денот кога како нова облека ќе ги облечеме нашите небесни тела. Тело небесно и тело земно. Зашто ние нема да бидеме голи духови, без тела, туку ќе ги облечеме нашите нови небесни тела. И тоа не му е јасно. Ова тело што го имаме сега оди во земја, се враќа во земја. Освен ако не го просветлиш. Ти добиваш ново духовно тело, според степенот на твојата љубов. Додека живееме во овој овоземен шатор, односно во нашите смртни тела, овкаме бидејќи имаме мака. Но ние не копнееме по тоа да умреме и да останеме без тела. Туку со нетрпение чекаме да се преселиме во нашите нови тела, да го бараме Царството Божјо. Пак ќе дојам, постојано го повторувам, Илија сака да умре, Павле сака да умре, да си замине, Јона сака да умре, тие знаат дека смрт нема, дека ќе ги воскресне. Па вечниот живот да го проголта ова смртно тело. Го оставаш телото. Ние сме душа во која вдахнат дух. Ние не сме материја. Бог не подготви за тоа и ни го даде Светиот Дух како гаранција дека тоа навистина ќе се случи. Затоа е важно духовно да имаш општење со Исус, не телесно. Ке ти славиш телесни празници, телесни обреди, било какви. Тој зборува за дух да му се поклониш, да му предадеш се и да ги љубиш сите. О, Исусе, ми се намокри Библијата. Слава ти, Господи Исусе Христе. Затоа ние секогаш сме смели и покрај тоа што се додека сме во ова ово земно тело. Ние не сме дома, ние сме овде привремено.
Ние дома треба да одиме кај таткото. Верата е она што не движи напред, а не тоа што сега го гледаме. Храбри сме бидејќи повеќе сакаме да се иселиме од ова наше овоземно тело и да си одиме дома кај таткото, кај Отецот на духовите, кај Господ. Затоа, било да сме дома кај Господ во Божиото царство или да сме овде, сакаме да го работиме тоа што нему му е по волја. Тоа што нему му е по волја, Божијата волја. А тој сака со својата волја, своите желби, своите мисли да биде христијанин. Не си христијанин, тогаш си сатана. Сатана значи спротиставен на Бог. Ти си тераш по својот разум, јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото. Изгонет си од рајот и смртен си, имаш малку време да го избереш Исуса. Секој од нас ќе треба да се појави пред Христовиот суд, за да го прими она што го заслужил со своите добри или лоши постапки додека бил во овоземното тело. Ние имаме стравопочит пред Господ, затоа со сите сили се обидуваме да им садеме вера на другите луѓе. Бог знае дека сме искрени, се надевам дека длабоко во себе вие знаете какви луѓе сме ние. Не ни е намерата да ви се наметнуваме, туку да ви дадеме аргументи, сведоштво, за да се гордеете со нас и да можете да им одговорите на оние што се фалат со својата надворешност, а не со внатрешниот духовен човек. Ако ви изгледаме надвор од себе, тоа е за да му донесеме слава на Таткото Небесен и на Исус Христос, нема на друг слава правење. Ако пак разумот не води, тоа е за ваша полза. Што и да работиме, тоа е затоа што не води, раководи, управува љубовта на Христос. Ете, тоа е христијанин. Како што веруваме дека Христос умре за сите луѓе, така веруваме дека сите ние умревме за стариот начин на живот што го живееме и се родивме во дух. Тој умре за сите нас, затоа тие што го прифаќаат од него подарениот живот, нема веќе да живеат за да си угодуваат самите на себе, туку ќе живеат да му угодат на Христос, тоа е Божијата волја, кој умре и воскресна за нас. Ти сакаш да си угодуваш самиот на себе си и да бидеш христијанин. Нема такво христијанство. Еднаш годишно водиш си, рипаш таму, правиш нешто и се враќаш на стариот начин. Затоа ние веќе никого не вреднуваме според телесните постигнувања. Телесни постигнувања. Ако порано така гледавме на Христос, сега веќе не гледаме така, тоа значи дека кога некој ќе стане христијанин, тој е веќе нова личност. Не е веќе ист како порано. Нова личност, не си ист како порано. Зашто стариот живот веќе е завршено, започнуваш нов живот во Исуса Христа, во заедништво во дух и вистина. Тој нов живот доаѓа од Бог Отецот, кој преку Христос не помири со себе и ни ја довери задачата да им објаснуваме на луѓето како да застанеш да се помириш со Таткото Небесен. Нашата порака е дека Бог беше во Христос, му понуди помирување на целиот свет со себе, готов е да им ги прости гревовите на луѓето. Слава ти Господи Исусе Христе, таа порака која објаснува како можеме да се помириме со Бог, ни ја довери нам, за да им ја проповедаме на сите луѓе. Ние сме амбасадори на Христос, представници, и преку нас Таткото ви зборува: во името на Христос ве молиме, помирете се со Бог. Таткото го даде Христос, кој немаше никаков грев, да биде жртва за нашиот грев и со него ние да дозбиеме Божја праведност. Слава ти Господи Исусе Христе, те сакаме Исусе. Видете каква стана Библијата, мокра. И сега уште еднаш само сакам да ви го прочитам овој момент. Значи, ние ја зборуваме вистината, значи, јасно пред Бог му ја откривам вистината на секој човек, оставајќи ја одлуката на неговата совест. Самиот ќе донесеш одлука, синко човечки, зошто си на земјата, што бараш овде, зошто ја губиш силата, старееш, болен си, нема љубов, а горе имаш Татко Небесен кој те чека долго трпеливо, многу милостиво, да се покаеш, да повикаш кон него, со срцето да разбереш и да повикаш: Татко мој, погрешив пред тебе и пред небото,
Исусе, дојди во моето срце. Се што е од Исус нека остане кај секого од вас. Сватете се за срцето. Ти го предавам срцето, простувам на сите. Никого не осудувам, се покајувам за секој грев. Ја прифаќам Божјата волја во мојот живот, се покајувам за гревовите на моите предци. Примам сила Исусова, еве сум Исусе. Се враќам во твоја собственост. Научи ме да победувам со љубовта. Бегај од нас, Сатано, и не враќај се повеќе во името на Господ Исус Христос. Амин, до Божјо царство небесно. Амин. Исусе и само Исусе. За секогаш Исус. На секаде Исус. Во секого Исус. Амин, до Божјо царство небесно. Амин. Ние не го примивме духот на овој свет, духот на овој свет го примаме, духот на Отецот, за да знаеме колку не љуби, колку не љуби таткото наш небесен, кој го спознал умот Господов, за да го објасни, за да го објасни. А ние имаме мудрост Христова, го примивме духот на Отецот наш. Божјото не го знае никој,